Кои се очекувањата, предизвиците и ризиците на кои ќе бидат изложени светската и македонската економија? Економски хоризонти со професор доктор Томе Неновски. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, еве неповторно заедно во нова емисија со нови интересни теми. Некаде во почетокот од оваа емисија ви најавив дека оваа година ќе биде доста турбулентна на економски план. Слушате и гледате дека и на политички план е турбулентна и во Европа, и во светот, и во посебно во Македонија во последниве месеци. Меѓутоа нас не интересира економијата и затоа ќе се задржам како што обичаено тоа го правам. Со најактуелности оние работи кои што сметам се најактуелни, кои што се случија на економски план во минатата година и кои повеќе или помалку го интересираат секој граѓанин на Република Македонија. Денес малце прошетав низ банкарските шалтери да видам што се случува и видов дека на одредени шалтери во банките веќе нема долари. Ги прашав шалтерските работници во банките и ми рекоа дека голема навалица уште во раните утрински сати имало за купување на долари, што веројатно е резултата на големиот пораст на вредноста на доларот во однос на еврото, кој имаше една релација на крајот на минатата седмица. 1,04 долари за 1 евро со некоја тенденција овие денови можеби уште денеска доларот да е надмине вредноста на еврото и веројатно тоа беше причината зашто луѓето навалија да купуваат долари за да може да направат некаква печелба врз основа на курсните разлики кои што би ги спечалиле во таквите трансакции. А на што се должи тоа? Се должи на она што минатата недела го соопштив, а тоа е стартот или почетокот на реализацијата на програмата на Европската централна банка за откуп на обврзници од март ова година по 60 милиарди во следните 16 месеци заклучно некаде со септември следната година. Се купуваат обврзници или може да се Европската централна банка да купува обврзници од банки и други институционални инвеститори од сите земји членки на Европската унија, но не и од Грција и од Кипар, се дотогаш додека овие две држави не покажат знаци за спроведување на структурните реформи што се случуваат или ќе се случуваат кај нив. Со самиот почеток на оваа програма, гувернерот или председателот на Европската централна банка соопшти дека ова би значило крај на кризата во Европа, а од друга страна како пандан на тоа спротивставено мислење на гувернерот на Бундесбанката, на Централната банка на Германија, кој вели ова Европската централна банка не треба да го прави затоа што ќе биде на штета на Европската унија, на економијата на Европската унија. Како и да е, доларот ја зголеми вредноста во однос на еврото или еврото е намали вредноста во доларот, што за некои земји во Европа ќе значи силен поттик за натамошно зголемување на нивниот извоз, особено за економиите во Германија и во Италија. Меѓутоа се прават анализи и се оценува дека голем проблем ваквите курсни релации ќе предизвика за земјите кои што многу повеќе увезуваат и плаќаат во долари, а тоа се особено неразвиените земји членки на Европската унија. И нормално се сведуваме на нашето подречје македонско, што ова би значило за македонската економија. Веднаш да кажам, барем тоа е моје мислење, дека оние извозници од Македонија кои што извезуваат и наплатуваат во долари сигурно ќе бидат во значителна добивка, а оние пак кои што увезуваат од земји каде што плаќаат со долари, тие ќе имат и одредено ниво на загуба заради таа курсна разлика. Меѓутоа ќе следиме ситуацијата, ќе видиме како се одвиваат натаму работите. Велам уште денеска можеби има некакви други промени во таа курсна релација меѓу доларот и еврото, па во следната недела, следната седмица ќе продолжиме да го коментираме тој тренд. На домашен план се случија неколку работи кои мислам се интересни. Најновата интересна вест беше или податок кој што го чувме во текот на викендот, кој што дојде од Државниот завод за статистика, според кој бруто домашниот производ на Македонија во текот на 2014 година се зголемил за 3,8%. Веројатно ќе се сетите дека неколку пати во минатите емисии јас говорев на оваа тема и дадов своји предвидувања со тоа што реков дека таа стапка ќе се движи, тоа е забележано во емисиите се разбира, ќе таа стапка ќе се движи меѓу 3,8 и 4%. Еве не дојдовме до долното мое предвидување 3,8%, што секако е резултат на оние малци би рекол подобри остварувања во последниот квартал од минатата година во однос на очекувањата и проекциите кои што важат за тој последен квартал. Ако правиме анализа што е тоа што го предизвика порастот на економијата со толкав процент во минатата година, ќе дојдеме до констатација дека извозот беше многу значаен, особено извозот на овие фирмите кои што работат во технолошко-индустријските развојни зони. Понатаму
Само инвестициите кои забележаа значителен пораст во минатата година и личната потрошувачка. Наблюдувано по граници, преработувачката индустрија доминира. Тоа малце може би изненадување, меѓутоа преработувачката индустрија се сметам таа која што ќе биде главен двигател на економијата и во ова 2015 година, а градежништвото кое што засили беше силно во првите 2-3 квартала, во последниот малце забави и се заедно оствари пораст од 6,1%. Како и да е, се оствари значителна стапка на пораст на бруто домашниот производ, што дава некаква сигнализација дека и во ова 2015 година ќе можеме да говориме за продолжување, дај Боже, на таков тренд, кој што полека би не вовел во една трендна патека која што би значила остварување одржливи и трајни стапки на стопански растеж. Таквите остварувања не останаа незабележани и од Меѓународниот монетарен фонд, кој во минатиот понеделник вторник беше таа, вторник на 10 март, имаше еден форум во Виена во организација на Австриската народна банка, на кој што се констатира меѓу другото дека до сегашниот период после монетарното самостојување Република Македонија има остварено задоволителни реформи, ја одржува макроекономската стабилност, согледана во стабилен курс на денарот и релативно ниска стапка на инфлација. Дека има во однос на земјите од регионот повисока стапка на пораст на бруто домашниот производ, што и го потврдивме со претходно коментираниот податок, дека се намалува невработеноста во земја, особено на младите луѓе, меѓутоа и со констатација завршна реформите не се завршени, туку реформите треба да продолжат и дека има потреба на натамошни интензивни активности, особено во доменот на конкурентноста на домашната економија. И најпосле еден податок кој што беше многу често актуализиран од средствата за јавно информирање во изминатите денови, а тоа е соопштението од Државниот завод за статистика, дека стапката на невработеност во Република Македонија се намалила на 27,6%. Тоа се означува како рекордно ниска стапка на невработеност. Сега 27,6% е навистина далеку помало од она што беше пред 10 години. Меѓутоа, во многу други прилики, па и сега ќе речам дека нам ни е потребна објективизација на големината на стапката на невработеност, да видиме кои се навистина невработени лица во Македонија, затоа што одредени анализи кои што одредени аналитичари, стручни лица во Македонија и одредени високообразовни институции што ги правеле и ги прават, се доаѓа до констатација дека стапката на невработеност се движи, официјалната се движи некаде меѓу 20 и 22%. Но тоа треба да се потврди со соодветна методологија, со соодветен попис и со други активности кои што треба надлежните институции да ги прават во следниот период. Во секој случај имавме позитивен податок за намалување на стапката на невработеност. И бидејќи дојдов до таа тема, намалување на стапката на невработеност, ние постојано велиме како да најдеме начин или мерки, методи да ја натаму намалуваме стапката на невработеност. Мерките и методите се разнообразни. Ги има во еден пакет од Агенцијата за вработување и од Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа некако на маргините останува на сите тие активности една активност која што би можело да следи во престојниот период, а тоа е околу што е можно попродуктивно ангажирање на така наречените девизни дознаки на нашите сонародници во странство. Еве тоа е темата, тоа е шлагвортот или предизвикот за мене да денеска поканам уште една компетентна гостинка во емисијата Економски хоризонти. Тоа е господја Благица Петреска, која е главен економист и извршен директор на Асоцијацијата за економско истражување Finance Think, со која ќе говориме за значењето на девизните дознаки од странство за националната економија на Република Македонија. Пред да го започнам разговорот со господја Петреска со постување на одредени прашања и коментари во врска со тоа, само да ја представам во смисла дека таа е проектен координатор на две исклучително важни истражувања кои што се прават во таа асоцијација која претходно не спомнав, а се однесуваат на девизните дознаки. Првото истражување се врши на регионално ниво и е насловено како миграцијата како социјална заштита, анализа на македонски, албански и српски домаќинства што примат дознаки. И второто истражување се однесува на Република Македонија, односно насловено е како симулација на ваучер систем за социјална заштита за социјално ранливи индивидуални приматели на дознаки во Македонија. Господјо Петреска ве представи веројатно точно, прецизно онака како што сте со сите тие активности и функции. Одиме во постепено навлегување во содржината на темата. Најпрво добро дојавте во емисијата Економски хоризонти. Добро ве најдов, ви благодарам најпрво на поканата.
Почестена сум и драго ми е што денес ќе имаме можност да ја продискутираме оваа значајна тема. И многу интересно. Точно. Мислам дека е општо познат поимот девизни дознаки, меѓутоа наблезот би сакал, значи со една реченица, две да кажеме за какви средства станува збор, девизни дознаки и за големината на дознаките која што доаѓа во Македонија, би рекол, од тука вие можете да проширите и за регионот, за да видиме големина, динамика и така натаму, за да можеме полека да на слушателите да им објасниме зашто всушност говориме денеска. Така, Македонија има голема традиција со испраќање на мигранти во странство и има широка диаспора, па тие луѓе кои што се дел нашите семејства можеби се во странство испраќаат средства на своите семејства кои што останале во земјата, може да бидат тоа парични средства или во некаква форма, тие представуваат тие девизни дознаки. Девизните дознаки представуваат предизвик да бидат измерени, бидејќи според официјалните статистики, според она што Народна банка има регистрирано, девизни дознаки кои што Македонија ги примила преку официјални канали, банки или некои институции како Western Union за трансфер на средства, изнесуваат во 2014 година изнесуваат $270 милиони, што е прилика околу 3,5% од БДП. Бруто домашниот производ. Ова се слична статистика покажува и Светска банка. И Светска банка има забележено околу 4% од бруто домашниот производ како девизни дознаки. Меѓутоа, ова е многу конзервативно сценарио, бидејќи ова се само оние дознаки кои што земјата ги примила преку официјални канали. Но има и многу голем износ на девизни дознаки кои што се примаат преку неофицијални канали, односно семејството доаѓа во летните периоди или повремено кога доаѓа во текот на годината и носи во кеш ги остава девизните дознаки или ги испраќа преку автобуси, преку пријатели на различни други неофицијални канали. И овој начин на трансфер на средствата не може да биде регистриран, односно се појавуваат подоцна во моментот кога се разменуваат во менувачниците. И Народна банка ги бележи овие дознаки во делот на останати приватни трансфери и затоа износот, колкав е точниот износ, останува шпекулативен. Според други релевантни истражувања на колегите Петриски Маријан и Бранимир Јовановиќ, се смета дека овие девизни дознаки достигнуваат и до 10% од бруто домашниот производ, од кои половина се трансферираат точно преку овие неофицијални канали. Тоа да го преведам на околу 800 милиони? Не, околу 400 милиони долари, така, да. Добро, доларите веќе кажуваме други вредности на доларот денеска, затоа што 8 милиарди евра ни е БДП, па ако е тоа 10%, од таму излеков таква констатација. Така, од прилика. Тие се податоците официјални од реномирани статистики и од реномирани истражувачи што е истражено, а во однос на динамиката, дознаките не забележуваат позначителни промени, генерално се стабилни низ годините и се движат во тие рамки. Да. Така, во споредено со регионот, Македонија може да се каже дека повторно ќе се повикам на податоците на Светска банка кои што се публикувани, Македонија е на најниско ниво, значи Македонија прима најмалку дознаки споредено со останатите земји од регионот. А нив ги сместиле во групата на така да, овој Западен Балкан, Албанија, Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина. Во споредено со тие околу 4%, веднаш после нас доаѓаат Србија и Црна Гора со околу 7% од бруто домашниот производ, а највисоко рангирано е Косово, каде што дури 18% од БДП се трансфери од дознаки. Ова најверојатно се должи за два потенцијални фактори би влијаеле на овие податоци. Првиот е зависно од големината на диаспората.
Да, сакам да го поставам тоа прашање. Да. Значи диаспората е многу битна. Така, колку е голема диаспората е многу значајно, меѓутоа втори исто значаен фактор е колку се некои традиционални навики, колку се врските, семејните врски, колку цврсто се одржуваат, па најверојатно кај албанското население се уште тие семејни врски и традиции се многу посилни во однос на другите етникуми, па затоа луѓето кои што мигрираат чувствуваат поголема одговорност, чувствуваат поприврзени кон семејството и испраќаат поголеми дознаки најверојатно. И трет значаен фактор е зависно каде е лоцирана диаспората, доколку диаспората е лоцирана во земји во Европа, во тој случај поедноставен е тој трансфер, за разлика од, например, кај нас, каде што значаен дел од диаспората не е лоциран во Австралија, во Америка, па веројатно би било малку потегло трансферирањето на средства. Тие се некои потенцијални фактори кои што би ги објаснале овие податоци. Спомнавте Косово, таму има уште еден податок, мене вака после ова дискусија ми се наметнува како причина зашто толкава е бројката на девизните дознахи. Па таму има, барем официјалната стапка на невработеност изнесува околу 50%, така се вели. Што значи дека луѓето кои што работат во странство за своите роднини, кои што се безработни, веројатно помагат, им праќаат пари, официјално или неофицијално, и на тој начин се подкрива нивото на животниот стандард, односно се сопира нивното на тамошно тонење на прагот на сиромаштијата. Така да повеќе фактори веројатно се причина за тоа. Иначе се согласувам со она што ви кажавте дека нема точен податок. Многу е тешко. Дури Народна банка се обидува повеќе пати да даде некакви методологии, дефиниција за девизните дознаки. Тешко и оди тоа да го направи. Вие имавте, ако не се лажам, баш вашата асоциација пред година или две на дали тркалезна маса или трибина, на кој бе и представници од нашата диаспора. И кога се спомна овој проблем, еден од тие присутните рече, па вие не можете да знаете дали јас во едниот и во другиот џеп носам по $10,000 или евра. Јас ќе ги донесам, ќе ги оставам кај мајка ми, татко ми, стриком и така натаму, а вие никогаш нема да дознаете дека тоа е направено, освен ако некој не отиде во менувачница да ги замени. Да. Најчесто се појавуваат во менувачница и тие приватни трансфери кои што Народна банка ги регистрира се околу 18%. Останати приватни трансфери и се претпоставува дека значаен дел од тие приватни трансфери отпаѓаат точно на овие дознаки кои што се трансферирани на таков начин преку роднини, пријатели кои подоцна се појавуваат во менувачница. Со индиректен метод. Значи не директно, затоа што е невидливо, индиректно преку менувачкото работење. Многу беше интересно овие години на економска криза да се следат девизните дознаки. Во еден период ми се чини дека обемот на девизните дознаки кај нас се зголеми дури во најголемиот тек на економската криза, ако не се лажам, тоа беше некаде средината на 2009 година. Во анализите што се правеа, тогаш се велеше дека луѓето се отпуштени од работа привремено или трајно и доаѓаат овде и остануваат подолг период да работат. Имате ли некакви такви сознанија вие за тоа? Многу интересно е што дознаките во текот на во тие кризни години и годините после економската криза останаа стабилни. И точно како што вие напоменавте, во 2011 година забележен е дури еднократен скок на овие девизни дознаки. 2011, да. Еднократно пораснале во 2011 и потоа се вратиле на својот нормален тек од годините предходно, меѓутоа не забележале намалување. Останале стабилни во текот на годините и веројатно таквата дознаките биле одиграле клучен фактор за земјата да не почувствува многу силни негативни последици од таа глобална и светска. Тие ги ја одржале економијата, ги одржале луѓето, нивната социјална стабилност ја одржале на некој начин. За разлика, на пример, во земјите од регионот, во Албанија, на пример, податоците кажуваат дека дознаките опаднаа. Да. Добро, мислам дека е време да направиме првата пауза за реклами, после тоа ќе го продолжиме во интересен разговор, веќе влеговме во длабината на суштината на девизните дознаки, не чекат и други поинтересни веројатно оваи теми. Реклами.
Македонија е земја на градители. Славиме, градиме и победуваме. Бетон ја гради Македонија. Комбинацијата од 100% говедско месо. Сега може да го доживеете Гудис искуството во нашиот прв Гудис ресторан во Вероцентарот. Здраво, што се прави? Проблем? Каков, машки или женски? Унисекс? Пази, животна равенка. Кога имаш време, немаш пари. Имаш пари, немаш време. Кога имаш пари, тогаш фали добро време. И шо и фали? Ништо, равенката си е супер. Тебе ти фали нов ангажман. Дали си ти најновиот член на успешниот тим на СП? Ако имаш завршено средно образование и желба да работиш во супер компанија. Повеќе информации на skopskipazar.com.mk или контакт телефон 2 404 104. Ги има сите информации како да станеме колеги. СП, вашата следна убава приказна. Радио Слободна Македонија. Економски хоризонти со професор доктор Томе Неновски. Понеделник, 17 часот. Почитувани слушатели, продолжуваме со темата на денешната емисија, значењето и логата на девизните дознаки за економијата во Република Македонија. Говориме со господја Благица Петреска, која што и тоа како компетентен соговорник на оваа тема. Завршивме во првиот дел со една констатација дека во време на екот на економската криза девизните дознаки во еден период, рековме 2011 година, еднократно доживеа бумини и помогна во голема мера за санирање на последиците од економската криза, а потоа се стабилизира. Сад ние да говориме за период кога имаме стабилност на девизните дознаки. Значи, бумовите се циклични, како економијата одат нагоре и надолу, некојаш повеќе, некојаш помалку. Кога би била нормална таа динамика и големина да девизните дознаци, како би ги определиле сега? Значењето на девизните дознаки од аспект на главните економски индикатори на државата, а првенствено од аспект на големината на националното штедење, затоа што тие во збирот на национално штедење методолошки влегуваат, нели? А пак националното штедење не е битно да можеме да го финансираме оно што ни е неопходно, инвестициите, нели? И најпосле големината на дознаките од аспект на на платниот биланс. Тие таму се рефлектираат, нели, барем во на тековната сметка. Па ако имате некои такви истражувачки сознанија, би било благопријатно да ги чуеме. Девизните дознаки се исклучително значајни за тековната сметка и за платниот биланс. Ние лично не сме ги истражувале, меѓутоа ги следиме какви се податоците и она што податоците го укажуваат е дека значаен дел од дефицитот на тековната сметка точно е покриен преку овие девизни дознаки. Од друга страна, девизните дознаки според нивната големина може да се споредливи со странските директни инвестиции. И она што претходно го дискутиравме, странските директни инвестиции, за разлика од странските директни инвестиции кои во текот на кризата се намалија и се по сензитивни на такви надворешни шокови, девизните дознаки се стабилни и од тука е таа нивна значајност и за националното штедење и за платниот биланс и дефицитот, финансирање на дефицитот, меѓутоа и понатака и за нивниот потенцијал за попродуктивно користење во инвестиции, бидејќи нивната големина е споредлива точно со тие странски директни инвестиции. Да, за тоа ќе говориме подоцна, тоа е многу битно, затоа што некако и во јавноста и од дискусиите, анализите што се прават, превладува мислењето дека не се доволно искористени, продуктивно искористени девизните дознаки, оноку барем колку што може да се очекува, но тоа веламе тема за која нешто подоцна ќе говориме. Ние веќе кажавме дека статистички тешко се совладуваат тие бројки, значи сега само би имале некаква просечна големина, апроксимативна, ако може да ја речеме големина на. Според и може и динамиката да кажеме на таа просечна големина, нели, на. За динамиката не би можеле да разговараме бидејќи анализите кои што и податоците кои што ги имаме се собрани во еден момент. Меѓутоа тоа од на крај на годината на репрезентативен примерок, анкета на репрезентативен примерок.
така, меѓутоа примерокот репрезентативен и според кажува дека околу 200 евра месечно се по семејство, по основ на дознаки примени, или 2500 евра семејствата кои што примаат во просек по околу 2500 евра во текот на годината. Тоа е за анкетираните семејства, така? За семејствата, да, кои примаат. Да. А такви семејства се околу 15% од вкупните семејства во Македонија. Да, околу 15% примаат, а тие примаат во просек околу 2500 евра во текот на годината како дознаки. Анализирано според каков е типот на семејствата кои примаат, урбаните семејства учествуваат повеќе од вкупниот број на семејства, поголем е процентот на урбани семејства во однос на рурални семејства. Тоа е веројатно поради попристапноста до банки, до штеделници, до други институции, па полесен е пристапот да можат полесно да ги примат средствата. А исто така и процентот на жени е поголем кој што прима како приматели на средства во однос на мажи. Супрузите им плаќаат средства. Точно така. Тоа индицира дека најверојатно мажите емигрираат а жената е таа која што останува дома, се грижи за семејството и прима дознаки од сопругот од странство, или машките деца во семејството веројатно мигрираат, па испраќаат повеќе дознаки на... И од тоа живеат. Да. Жените се тие кои што го водат понатака семејството. Тука веќе полека доаѓаме до проблемот на или значењето на дознаките за самата потрошувачка на семејствата, и веројатно и тоа сте го анализирали. Да, но и можеби да се види структурата на потрошувачката, ако имате анализа каде одат парите, зашто ги трошат. Ние слушаме куќи се градат, коли се купуваат, меѓутоа некој и за гола екзистенција троши веројатно. Точно така. Податоците покажаа дека во принцип во просек 65% од вкупната потрошувачка на семејството е финансирана од овие дознаки. Меѓутоа, ако анализираме според зависно дали се богати или сиромашни семејствата, може да се забележи дека кај најсиромашните семејства, оние што се на најдолните 20%, девизните дознаки учествуваат и над 90% од нивната потрошувачка, значи целокупната нивна потрошувачка е финансирана од овие дознаки. Иако и кај најбогатите семејства дознаките играат значајна улога, учествуваат дури до 20% во нивната вкупна потрошувачка, меѓутоа дефинитивно за одржување на нивната екзистенција дознаките го чуваат социјалниот мир и социјалната стабилност на најсиромашните семејства. Анализирано повторно по некои демографски карактеристики, пак во оваа ситуација руралните семејства примаат во износ повеќе во однос на урбаните, и албанците. Кај албанците е забележено за македонското подрачје. Само за македонското подрачје, да. Исто така албанците примаат во просек повеќе поголем износ на дознаки од македонците. Во однос на тоа како се трошат овие средства, најголем дел се трошат за тековна потрошувачка, што значи за преживување. 50% од вкупните дознаки се трошат на тој начин. Кај посиромашните слоеви семејства, веројатно, таму. Ова е богатите, просек. веројатно биле богати, па за екзистенција не им требале овие. Да, кај посиромашните претходно напоменав дека скоро целокупната потрошувачка е финансирана од овие дознаки. Да. Живеат од тие дознаки. Меѓутоа просечно земено, овие дознаки 50% се трошат на тековна потрошувачка, останатите се трошат на купување на недвижности. Само мал дел се инвестираат во бизниси или во како заштеди.
Добро, и потрошувачката можеме да земе како големина која што е значајна од аспект на остварување на некои значајни економски големини како БДП и така надам. Нели веќе спомнавме во минатата година личната потрошувачка беше еден од факторите за зголемена стапка на бруто домашен производ, нели. Меѓутоа дека има потреба и можности за продуктивно ангажирање и јас се согласувам, значи тука треба да се најдат некои модуси, некои моделитети. И за таа тема мислам да продолжиме малце направиме една музичка пауза сега, па после тоа да продолжиме на оваа тема, да видиме како продуктивно може да се користат овие средства. Економски хоризонти со професор доктор Томе Неновски. Понеделник, 17 часот. Така, навлеговме длабоко во анализа на суштината, улогата и значењето на девизните дознаки со мојата денешна гостинка, господја Благица Петреска. Во претходниот дел завршиме со одредени анализи околу големините на девизните дознаки и нивното влијание врз потрошувачката и начнавме на тема, тој социјалниот аспект на девизните дознаки. Мислам да продолжиме прво со тоа, па после ќе се префрлиме на продуктивниот дел од девизните дознаки. Следно ми било интересно за слушателите да чујат
дали примателите на дознаки, они барем вие што сте ги анализирале во вашите проекти, се социјално посигурни во смисла на регулирање, надминување на проблемите со сиромаштијата во однос на нивната социјална ранливост, надминување на таквите проблеми. Што покажа истражувањата? Така, истражувањата, она што ние го анализиравме најчесто кога се разговара за сиромаштија, секогаш се анализира само аспектот колку луѓето немаат од паричен аспект. Дали се сигурни или не се сигурни, колку им недостасува. Многу помалку се анализираат други социјални индикатори, како колкав е ризикот да станат сиромашни или, например, колку е нивното здравје, колку се тие во лошо здравје, колку се тие подисхранети, односно дали имаат недостаток, не се соодветно исхранети или имаат недостаток од храна или какви се нивните услови на живење. И сето тоа го анализиравте? Да, ние ги анализиравме сите овие социјални индикатори и забележавме дека генерално примателите на дознаки се во подобра социјална кондиција. Односно, во однос на оние кои не примаат дознаки. Се социјално посигурни. Анализирано според ова основна релативна стапка на сиромаштија, која што е од аспект на финансиски аспект, колку имаат или немаат пари, кај примателите на дознаки имаат 16,5% стапка на сиромаштија, за разлика од оние кои не примаат, а имаат 22,2% на сиромаштија. Тоа се отприлика 5% поени помала е стапката на сиромаштија кај примателите. Исто така имаат помал ризик да станат сиромашни примателите на дознаки. Кај условите на домување и едните и другите, и оние кои примаат и оние кои не примаат дознаки, имаат слични услови на домување. Што ни укажува тоа? Тоа ни укажува дека во Македонија од времето на социјализмот луѓето ги имаат наследено имотот за живење и веројатно не прави голема разлика дали семејството прима или не прима дознаки. Меѓутоа наследство од баба, дедо, татко, мајка и така, нели? Така. Меѓутоа од аспект на исхранетоста на семејствата и облеката, семејствата кои примаат дознаки имаат поквалитетна на исхрана, имаат се подобро облечени во однос на оние кои не примаат дознаки. Исто така семејствата кои примаат дознаки се во подобро здравје во однос на семејствата кои не примаат дознаки. Веројатно имаат повеќе пари, па можат да направат и подобри, можат да инвестираат во здравствени услуги. Дел од парите ги трошат веројатно на такви здравствени услуги, па затоа нивното здравје е подобро во однос на другите. Да, хигиенските услови се подобруваат, заштита на здравјето се обезбедуваат, плаќаат здравствени услуги, веројатно се заштитат. Нормално е. Так. Нормално било да се очекува тоа. Значи, тие се тие влијанија на дознаките врз социјалните индикатори во Македонија, значи, сепак действуваат позитивно врз намалување на стапката на сиромаштија во тие сфери, во тие делови од граѓанството кој се соочува со проблемот на својата секојдневна социјална екзистенција, нели? Така, понапредните истражувања ни покажаа пак дека примателите на дознаки имаат за 1,8% помала веројатност да станат ранливи според сите овие критериуми. Овој коефициент се намалува на 1,7% веројатност да имаат да се во лоша кондиција од два аспекти. Например, истовремено да имаат и лошо здравје и да бидат да немаат доволно финансиски средства, а скоро и да исчезнува кај семејствата кои примаат дознаки, скоро и да не постои веројатност дека тие по сите 4 параметри би биле ранливи. Да.
Тоа значи дека очекувано евентуално зголемување на дознаките кои тие ќе примаат, нормално позитивно ќе делува врз таа социјална ранливост, надминување на тие социјални проблеми. Значи не зборуваме само за социјални проблеми од аспект на животна екзистенција, туку зборуваме за севкупен начин на живење. Севкупен начин на живење, Да. точно. Второто истражување ни покажа дека доколку се зголемат дознаките за 2000 денари, нивната потрошувачка 2000 денари. за 2000 денари, да. Нивната потрошувачка се зголемува за 751 денар, за 105 денари се зголемува нивната потрошувачка на здравствени услуги. И ваквиот контекст ја намалува веројатноста за лошо здравје за 16%. Значи, дознаките функционираат преку тој канал на потрошувачка, тој стил на живење. И Тоа е многу добро да се пошироко. чуе, добро што се анализирале, затоа што значи, во јавноста мислам повеќе превладува впечатокот дека еве доаѓаат пари од странство, војко, стрико, стрина праќаат и се користат за купување луди, автомобили, мотори и така натаму. Меѓутоа ова е многу добро да се чуе дека луѓето користат голем дел од тие дознаки на себе, на своето здравје, на својата екзистенција, на својата хигиена, на својот изглед. Така да тоа е добар еден пристап. Ки користат тие средства и значајно е што таквиот начин на користење на средства може да се каже дека е еден продуктивен начин, бидејќи на долг рок ја зголемува здравствената состојба на цела нација и тоа е значајен социјален индикатор кој што нуди некоја подолгорочна стабилност. Поздрава нација, попродуктивна нација и помалце трошоци за унапредување на нивното здравје на државна сметка. Значи тоа е исто благопријатно дејство на девизните дознаки. Тој Да. аспект. Веќе спомнавме продуктивно користење. Во последната ваша реченица го спомнавме еден од облиците на продуктивно ангажирање. Изгледа дека има многу можности за продуктивно ангажирање на девизните дознаки и било интересно да чуеме какви се вашите сознанија од тие анкети, истражувања, видувања, разговори со луѓето, колку продуктивно ги користат. Луѓето не би можела да кажам дека ги користат многу продуктивно, бидејќи половина од средствата се искористени за тековна потрошувачка, за преживување од месец Тоа е до за месец. најпосиромашен слој. Па да, меѓутоа ова се просечни анализи. Добро. Не би ги анализирал, само 5 до 6% од луѓето инвестираат во бизниси и најчесто тоа се веројатно побогатите, оние кои што примаат поголеми износи на дознаки. 5 до 6% и отприлика толку се инвестираат и во штедење. Околу 6% луѓето заштедуваат од овие средства. Околу 30% се користат за купување на куќи и друг недвижен имот и незначително се користат овие средства за образование и за такви некои дополнителни активности. Меѓутоа, тука го гледаме најголемиот потенцијал како овие средства понатака можат попродуктивно да се канализираат и постојат можности. Постоеше истражување за колку младите инвестираат од овие дознаки, па тоа е еден начин како дознаките попродуктивно да се канализираат, може да се формираат соодветни мерки каде што и поволности посебно за млади, бидејќи невработеноста на млади е многу висока, па може таа мерка младите наместо да ги користат овие средства за некоја тековна потрошувачка да инвестираат во сопствени бизниси кои што на долг рок ќе им обезбеди поголема стабилност, ќе им обезбеди вработување и ќе ги оспособи самите да продолжат да заработуваат, да не чекаат само на тие дознаки. Значи тоа е еден од каналите на кој што би требало да се обрне поголемо внимание. Нажалост, досега дознаките не се формално канализирани. Не постои некоја мерка која што е дизајнирана на државно ниво, која што е на државно ниво, која што ги зема дознаките како некаков критериум. Од тука мислам дека интересот е доста
би бил доста голем и на корисниците на дознаките, меѓутоа и на државата, да се канализираат на прав начин овие не така мали износи на средства. Апсолутно, многу значајни, кога веќе ги изравнивме со нивото на странските инвестиции, а тие значат продуктивност и овие би требало да значат продуктивност. Одиме на следниот блок на реклами, таков е барем редоследот во емисијата, па ќе одиме кон завршницата на емисијата. Реклами. Во новиот број на Република ќе читате: Ти кажувам Керко, сети се СНАО, джихадисти на јужната граница. Дупка во статутот на СДСМ, само со криза до виза за власт. Белград, Софија и Атина на нозе, пријателство или соседски стапици. Никој од цвиркачите не се спасил. Тие што илегално прислушувале нема да куртулат. Индустријски пораст и нови вработувања. Странците не направија регионални лидери. Со секојдневни нови информации читајте не на republika.mk. Новиот број е во продажба од 13 март. 100% природен витамин С, ацерола, таблети за џвакање за деца и возрастни, без додаток на шеќер, моќен антиоксидантско гојак на имунитетот, природен извор на здравје. Ацерола од алкалоид. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Слободна Македонија. Економски хоризонти со професор доктор Томе Неновски. Понеделник, 17 часот. Читувани слушатели на Радио Слободна Македонија, се приближуваме кон крајот на емисијата, која што денеска има насловена тема значењето на девизните дознаки од странство за националната економија на Република Македонија. Разговора со мојата гостинка Благица Петреска, која што ни доаѓа од Асоциацијата за економски истражување Financing. Веќе почнаме да говориме за начините на продуктивно ангажирање на девизните дознаки. Говоревме за социјалната компонента, многу детално ја опишавме таа социјална компонента и важност на девизните дознаки. Почнавме, реков, да зборуваме за нивното продуктивно ангажирање, за разните можни канализирања во формални инструменти за постигнување повисоки ефекти во користењето на девизните дознаки и можеби се тоа можеме да го дозаобиколиме со некое поопширно ваше видување на база на она што сте го работеле, господи Петреска, па да припрашуваме после со некој вид препораки што би ги дале вие за, па може би за државните авторитети. Да, ние во едно од нашите истражувања, покрај испитувањето како дознаките влијаат врз овие социјални индикатори, направивме и една симулација на одредена политика, што би се случило доколку се креира еден, ние го нарековме ваучер систем, каде што на примателите на дознаки би биле подобни корисници на овој ваучер систем. А што значи тој ваучер систем? Оние кои примаат дознаки преку официјални канали, значи преку банка, преку штедилница или такви институции, да можат да бидат корисници на ваучер за користење на здравствени услуги. Тој ваучер би можел да се дизајнира, ние го дизајниравме во неколку сценарија, дали да биде 50% од нивната до тогашна потрошувачка или од некоја просечна потрошувачка на здравствени услуги, 50, 100, 150% во однос на некој просек кој што се користи на здравствени услуги и истовремено да одвојуваат 6% од вкупните примени дознаки на девизна на некоја штедна книшка. Што значи ова? За примателите на дознаки моментално добиваат бесплатни здравствени услуги, кои што би им го подобриле нивното здравје, а на дол крок ќе им обезбедат поголема социјална заштита, бидејќи на нивната сметка тие ќе имаат некој резервен фонд на средства. И што покажа вака креираниот ваучер, покажа дека на корисниците на оваа политика им го подобрува здравието, односно ја намалува веројатноста за лошо здравје за 0,5% поени во однос на она што претходно го имале и
креиран само преку ваучер полиси, ја намалува и тековната сиромаштија. Па така што сметаме дека вака дизаинираниот ваучер е корисен од повеќе аспекти и за корисниците, меѓутоа и за државата. За корисниците добиваат моментална здравствена заштита, а од друга страна на долг рок добиваат социјална заштита, а додека пак за државата би се зголемиле износот на дознаки преку преку официјални канали. Преку официјални канали, на тој начин ќе дојдеме до некоја пореална слика колкав е тој износ на дознаки и понатака ќе може позначително да се искористат овие дознаки и за инвестирање, бидејќи дојдени преку банкарски канали, банкарскиот систем понатака може да ги реинвестира овие средства. Од друга страна ќе се зголемат и депозитите по основ на оставените средства, така што повеќе кратни бенефити би имала ова политика која што ние ја симулиравме. Дали ја презентиравте јавно, дали е доставена некаде, многу интересна, морам да признам. Вие имате често овде прв пат ние да ја презентираме овие примарни наоди. Официјална презентација би требало да следи некаде околу септември, бидејќи сега ние во завршна фаза ова истражување и ова се некои прелиминарни резултати, меѓутоа официјално ќе го канализираме и ќе го споделиме сега кои со релевантните носители на политики и се надеваме дека ќе наидеме на позитивни реакции. Да, подршка, да, прифаќање. Многу добра идејата би било гревота да остане покриена пред јавноста, не презентирана. Значи, било згодно да го видиме тоа во следниот септември, а би било згодно и да се запознати надлежните институции со ваквите варијантни решенија, препораки на можни решенија, особено Министерството за труд и социјална политика, кој би било најзаинтересирано од една страна, меѓутоа и Министерството за здравство. Да. И најпосле и Министерството за економија, па и Министерството за финансии, затоа што испомешавме тука и дознаки и остатоци од пари, зголемување на нивото на штедењето, заштита и банкарски систем и Народна банка, така, значи може сите би банкарскиот систем така ќе направи некои поволни пакети точно за овие приматели на дознаки, па да ги привлече. Ние во следниот период, во следните неколку месеци планираме да разговараме со релевантните испоменати институции, да и очекуваме од нив идни препораки, насоки и пред презентацијата, нели? Пред презентацијата, да, и за заедничко понатамошно делување. Одлично. Почитувани слушатели, имав чест и задоволство да разговарам со господја Благица Петревска, главен економист и извршен директор на Асоциација за економско истражување Finance Think. Говоревме за значењето на девизните дознаки од странство за националната економија на Република Македонија. На крај чувме една извонредна препорака, нешто како новина во македонскиот и финансиски, и социјален и здравствен систем. Верувам дека ќе го побуди интересот на сите надлежни институции за да може понатаму таа идеја, ако ви ја презентирате јавно и таа се прифати и практично се примени, нели, на добробит на сите граѓани на Република Македонија, не само на тие кои ги примат дознаките, кои ќе ги користат продуктивно. Многу ви благодарам за вашето присуство во емисија. Благодарам и вас на поканата, драго ми беше да бидам дел од оваа емисија. Па кој знае, може би во следна прилика повторно ќе се видиме на истото место со некоја слична тема. Почитувани слушатели, говоревме за девизните дознаки и укажавме на нивната големина, на нивната динамика, кажавме дека имаат една солидна бројка од околу 270 милиони долари годишно, нешто што се приближува, барем ако не се изедначува, до големината на странските директни инвестиции во Република Македонија, што само по себе упатува на значењето на девизните дознаки. Јас во вакви и други прилики, кога правам анализи и коментари на одредени економски теми, велам дека благодарејќи на приватните трансфери, во кои ги сместуваме и девизните дознаки, и кои сите заедно, значи приватни трансфери по разни основи, девизните дознаки како нивен составен дел, доаѓаме до некоја бројка од 1,5 милиарда евра.
Постојано велам дека тие на некој начин се спасувачи на економијата на Република Македонија и во однос на платниот биланс и големината на девизните резерви, во однос на регулирањето на јавниот долг, обемот на националното штедење, инвестициите и така натаму, што значи дека би биле задоволни овој тренд на нивна динамика на појавување во нашите економски сфери продолжи и понатаму, и дека тие решаваат дознаките голем број на социјални проблеми пред се, меѓутоа останува впечатокот дека имаме простор за нивно поголемо продуктивно ангажирање, нешто на што треба да поработиме во следниот период сите ние заедно. Трговско радио, дифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Ја слушавте емисијата Економски хоризонти, уредник и водител на емисијата Томе Неновски, датумот на емитување на емисијата 16 март 2015 година. До слушање и довидување до следниот понеделник. Кои се очекувањата, предизвиците и ризиците на кои ќе бидат изложени светската и македонската економија? Економски хоризонти со професор доктор Томе Неновски.